Здраво на сите! Ова е уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Роберт Ристов, актер во театар комедија и основач на независниот театар Провокација. Добре дојде, Роберт. Добро те најдов, Джаджа. И благодарам што ја прифати поканата да разговараме на тема театарот во време на пандемија, да ги споделиш своите ставови, размислувања, доживувања во овој изминат период. Задоволството и мое. Прво прашање кој што го поставувам на сите соговорници е што значи да се биде театарски уметник во време на пандемија, во твојот случај што значи да се биде театарски актер, и како го доживеа затворањето на театрите, прекинот на работа и како ти минаа првите полициски часови? Да се биде актер во време на пандемија значи да се биде отсечен од сето она на кое што си навикнал да го правиш со, не знам, 15 години назад во мојот случај, можда и 20 се веќе. Така што не беше воопшто лесно заради тоа што навикнати сме секојдневно, барем ние во театар комедија игравме доволно често, за барем еднаш до два пати неделно да имаш таа комуникација со публиката, да разменуваш таа енергија и одеднаш се запира и тоа не е баш најдобра информација за воспримање. Пандемијата не е најдобрен период, додека со театар Провокација ја подготвувавме премиерата Цркни за 3-4 дена требаше да биде таа премиера, тоа беше значи една завршна крајна фаза. Што е уште потешко затоа што неколку месеци се спрема представата и сега кога е веќе зрела, кога имаме веќе потребата да ја споделиме со публиката, во тој момент запира се и премиера не. Така што таа представа е замрзната и чекаме да се среди сета оваа ситуација, да дојдат подобри времења и да се даде конечно таа премиера. Кажи ми друго што беше, содржеше неколку прашањето, подсети ме, молим те. Значи, всушност на некој начин и ги откри сите одговори, она што ме интересира како ти минаа првите полициски часови, со оглед на тоа дека не сме, тоа е нешто ново за нас. Она затварање, оние карантинни, полициски час, цел викенд затворени дома. Како минуваа првите? Во принцип сум дисциплиниран во однос на тоа и знам да ги почитувам мерките и сметам дека тоа е единствениот пат за да се излезе што побрзо од оваа пандемија. Првите денови, првите недели, од една страна беше, како што кажав, разочарување за мене, но од друга страна па ми дојде малку добро, после интензивен и напорен е процесот пред сама премиера и одеднаш олабавивме и си се посветивме на семејството. Така што и би дојде тоа. Имаше дел кој што во мене викаше да, окей, супер ми доаѓа да земам воздишка, да малце да се посветам на семејството и на себе си. Од друга страна фанеше сето она што претходно го кажав и сметам дека ако сакаме да ги гледаме и позитивните работи во сето, ова беше еден период кога имав доволно простор за себе си и за да погледнам многу филмови, многу серијали, некако да акумулирам некои си работи кои што ми фале, нема време доволно за да ги правам во моето секојдневие. Заради пробите во театар, заради представите вечерни, заради времето кое што треба да го поминам со син ми и сите тие работи, секогаш имав некој приоритет. Но сега веќе имав доволно време за да ја воспривам таа уметничка храна. Така што во тој поглед добро ми дојде оваа пандемија. На некој начин сите професии се префрлија на интернет, заради тоа што се случија полициските часови и никој не повеќето професии мораше да се одвиваат од дома. Како тоа преселување на театарот на работа од дома, со оглед на тоа дека вие сте брачен пар, актери, и многу често сте биле во позиција да работите од дома, да ги создавате своите представи во независниот театар од дома или кога сте биле колеги во професионалниот театар, во државниот театар комедија.
Како ме интересира сепак сега кога е тоа принудно преселено на работа од дома, како се одвива тој процес на креација од дома, како се претвора приватниот простор во работен простор? Морам да признам дека не седевме и размислувавме на идни проекти на тоа што можеме да направиме во време на пандемија, макар и да не биде тоа искористено и прикажано за време на пандемијата, туку и да биде после пандемијата, да биде некој продукт кој што е во нека финална фаза. Но се соочивме и со еден проблем кој што реално постои, а тоа е проблемот дека во правењето на театар секогаш е потребно еден да изведува, а друг да гледа. Нашата подобност како брачни партнери е да бидеме на сцената заедно и да не мора да ги почитуваме мерките заради пандемијата. И сакавме да искористиме таа подобност и едноставно да функционираме како партнери кои што нормално функционираат на сцена. Но од друга страна потребата од некој што ќе гледа, од некој кој што ќе дава некакви индикации е итека. И така да се зафативме со два проекта и некако се обидуваме да го истераме тој предизвик до крај, но очигледно е и кај двајцата дека сето тоа моце го буткаме со сила и дека тоа трето лице и така го фали. Сега постои варијантата јас да режирам, а Мими да игра, но тоа е случај кога би работеле само некаква монодрама, монодрамите како форма многу често знаат да бидат и не толку атрактивни. И некако немаме некаква идеја за која што би се зафатиле, а да биде тоа монодрама. Значи не би работеле по било која цена да работиме монодрама, доколку не најдеме тема која што нас не интригира. И баш заради тоа не сме се фатиле со таа форма. Сега како изгледа тоа да се работи дома? Сега зборувам за проектите кои што се случува порано, а не сега за време на пандемија. Тоа значи да се расчисти дневниот простор, да се најде што поголем простор за да може да се работи театар, да се викнат колегите и да се има секој ден по неколку часа гости дома, кои што не се реални гости, туку се луѓе кои што се дојдени за работа. Но кога би имал можност, би го прескокнал тоа. И би сакал истото да се случува во театар. Не дека не сакам гости, напротив, многу сакам кога ми доаѓаат колеги, но јас имам еден син тука кој што за време од тие 3-4 часа е затворен во детската соба, игра игрици, во одредени моменти, сега веќе под наоči, но пред година-две имавме ситуации кога сцената ќе залаупа и се ќе отвори врата, сакам CD-вита, знаеш, и ќе те прекине, или морам да претрчам до тоалет, или што се нормални работи. И едно време се сваќаш дека едноставно детево заради тоа што татко и мајка ги одржа овие професии е осудено таа пропаст, неговиот приватен простор да се претвори во театар, место за пробив. Така што тоа не е најдобрата солуција, сепак тоа е некаква жртва во овие ситуации. Верувам дека и секоја домакинка во случајот кај мене Миријана е вклучена во тие процеси, но секоја друга домакинка не би сакала секојдневно да доаѓаат една по 6, 7, 8 луѓе, не заради несакањето за комуникација, заради тоа што освен пробата, тие 3-4 сата што ќе значат умор, после тоа остануваат уште саат време за да се расчисти по дома, да се врати се на свое место, се случували подготовка на костими, на сценографија, па конци на секаде из дома, се шиело по дома, се лепело, се режело, се правило и сето тоа останува после повторно на нас за да можеме да го средиме домот и да може да функционираме нормално. Но од друга страна, кога ги немаш другите услови, ќе мораш да продолжиш вака, ако си истраен во она и ако доволно ти значи театарот, сакаш да се случат тие представи, си се напати на тоа и ќе го тераш. Така. Сведоци сме дека театрите во Македонија и надвор од земјава за да го одржат контактот со својата публика, ги отворија своите архиви и започнаа прикажување на веќе одиграни представи во живо,
на интернет платформите. Како гледач ги доживуваш овие снимки, кога ги гледаш од удобноста на својот кауч, а не во седиштето на театарот? Во принцип, никогаш не сум сакал да гледам представи кога се снима. Затоа што театарот подразбира создавање на уметноста сега и овде. Го имаме актерот на сцена кој што ја создава во моментов таа уметност и тоа предизвикот за тој актер да ја долови вистинската емоција, да има вистинската мисла, да ја сподели на вистинскиот начин со вистинска емоција, со вистински интензитет на енергија и на вистина да има потреба да го каже тоа што треба да го каже. И само доколку ги има сите овие сегменти што ги кажат, доколку се содржани во тој момент, тогаш имаме вистински момент кој што го препознава публиката. И од друга страна, публиката дојде на овде за да го види тој актер како твори на лице место во истиот тој момент и го живее тој момент како во вистинскиот живот. И тоа е таа возбуда што се случува обострано и кај публиката и кај актерот. Кога нештото е снимено, тоа е веќе архив, така. И кога се споделува тој кадар, а навикнати сме да гледаме сега филмови кои што се отидени напред во однос на технологијата, во однос на монтажата, имаме композиција на кадар, имаме светло, имаме колори, ништо не е случајно ставено додека гледаме некој филм или некој серијал и се третира. И ние сме научени со нашите око да воспримаме уметност со сите тие сегменти. И одеднаш гледаме нешто кое што е правено првенствено за театар и да функционира во театар заради сите тие правила кои што претходно ги спомнував и само заради тие правила. И сега одеднаш ние бараме го гледаме истото и нам сето тоа со еден збор најпростачки кажам изгледа штуро. И да, убаво е да се види затоа што заради некакви обврски или појма немам, заради моја немарливост, не сум успел да погледнам многу представи што ги прават другите театри. И ова беше шанса да погледнам нешто од тие представи и да, добро ми дојде на душичката. Но од друга страна, како уметнички продукт, мислам дека е многу поразлично од она што е реално представата во театар и што е она што се прикажува на интернет или на телевизија. Наспроти овие представи кои што се изведени веќе некогаш во живо и сега поради новонастанатата ситуација принудно се прикажуваат онлайн, се создадоа и многу проекти во изминатиот период за време на самата пандемија, за време на самите полициски часови и токму поради тој недостаток, мислам, поради тие неможности за изведување пред жива публика, беа прикажани на интернет. Станува збор за интернет перформансот. Тој и таа на Велешкиот театар, кој што го понудија како своја содржина, или независната представа Илузии во режија на Нела Витошевиќ, која што се нарекува виртуелна представа и за многу други представи од светот. Како наспроти овие онлайн прикажувања на веќе одиграни представи ги доживуваш овие интернет проекти создадени во ова време и во согласно со овие услови за творење на театар? Во секој случај, тоа што го направија моите колеги е навистина за поздрав. Тие беа едни од ретките кои што се напатија да работат и ја истераа идејата до крај. Некои имаше како веле кои што се уште се откажуваат, продолжуваат и верувам дека и други работат, се обидуваат или барем размислуваат, работат на проекти, барем на компјутер пишуваат за театар, пишуваат за идни проекти, планови. Верувам дека секој од нас размислува, не може да не се размислува. Но овие се тие кои што завршија, некакви имаат завршени форми кои што веќе ги прикажа и ги сподели и сето тоа е за поздравување. Јас имам проблем во однос на терминологијата. Ако се бројува истото тоа како интернет театар, за мене не е баш театар, бидејќи сето она што според мене не се случува во момент, не може да се нарече театар. Зборуваме во услови на пандемија. Сето тоа што дополнително подлежи на некаква монтажа. Секогаш кога имаме дополнително, имаме повеќе дублови, па избирање на дубл,
па монтирање, сето тоа повеќе, ако ги споредиме, направиме паралела помеѓу театар и нешто што е видео, филм, серијал и сите тие работи, тоа мене што го видов повеќе ми се доближува, ми е поблиску до оно што значи видео. Само тука имам некаков проблем со воспримање на истото како театар. Но од друга страна сето ова може, што кажав, може да падне во вода и станува небитно, кога ќе видиме дека има незавршени проекти кои што заслужуваат внимание и секако тие луѓе најдоа начин да ја канализираат својата креативност и да направат некој проект во услови на пандемија и тоа се постигна. Така, доколку хипотетички ова ситуација продолжи вака и препораките за заштита продолжат како што и досега, со дистанца, со носење на маски, со постојано дезинфицирање и слично, во која насока ќе се развива театарот? Кои се твоите планови како театарски актер и режисер? Сум размислувал на таа тема. Јас, не знам, она што ми доаѓа како размисли, се уште не се кристализирани, тоа само сакам да го споделам. Би го, доколку е забрането, дури и со тие дистанци на таа публика сместена, како што видовме некакви примери за тоа како би продолжи понатаму театарот за време на пандемија, доколку и тоа се одбие, да имаме публика со таква дистанца од еден до друг. Во тој случај би се работеле на некакви представи кои што на сцената би ја задржувале таа дистанца и би му давале удобност на актерот да работи во тој свој его простор кој што би се проширил на тие 2 метра. Затоа што веќе размислувавме со маска, веќе и разговаравме во театар комедија, со маска веќе се покрива лицето и тоа не значи ништо за публиката. Публиката сака да ја види експресијата на актерот. Од друга страна, визерите се едно од решенијата на веќе готовите представи, но имаме ситуации кога треба да симулираме тепачка на сцена, треба да симулираме на бакнеш љубов на сцена. И тоа веќе како би се извело со тие визери. Тоа би се правеле наменски представи кои што би ги изолирале еден од друг сите актери во одредени пунктови на сцена и да би можело да се користи тоа видео со веќе снимени материјали, така. И сетото дополнителна динамика би дала на проектот, а од друга страна, доколку не се дозволи влегување на публика во театрите, тогаш би размислила за правење на некакви представи кои што повеќе би делувале и би функционирале како видеа кои што се лајв видеа, кои што се случуваат во самиот момент, нека има и веќе снимени материјали, но за мене, за да се одржи, за да биде поблиску до театарот, во тој случај би пуштил барем еден од двајца актери со некаков програм кој би оделе лајв на интернет или на некоја телевизија. Тоа се моите размислувања, се не мора да се сложат со другите, но секако некој може да го надогради. Имавме ние една ситуација пред 15 на години, работевме еден интернет перформанс, шоу ми се викаше, со Кети Вајс, кој што е одличен пример, кој што може да го искористи некој. Соработувавме со Кичен театарот во Њу Јорк и работава е што на луѓе во Македонија бевме сместени во еден простор и беше интеракција со видеа и со снимање на една камера која што не снимаше, која што ги снимаше нашите движења. Истите тие снимки одеа по интернет онлайн во нивниот театар, во Кичен театарот, и таму актерите реагираа на она што ние го правевме на тие видеа. И тука имаше една комуникација. Работевме на контрастите на големо-мало, приближување до фокусот на камерата, до самата камера, оддалечување, актерот кој што стои до тоа платно, играње со малечки форми на актерите кои што се, не знам, отприлика колку неговата рака или некој кој што джимовски настануваат до него. Работев
со тие контрасти тоа беше многу интересно како еден вид на експеримент. Но овде имавме театар заради тоа што ние реагиравме во моментов едни на други. И не трпеше никаква дополнителна монтажа, а имаше публика во кичата. Интересно. Интересна идеја, може би, која што ќе инспирира за понатамошниот развој на театарот во овие услови. Да. Кое е местото, функцијата и улогата на театарот во ова време, во ова наше општество? Кое е значението? Треба ли да се зборува за театар кога секојдневно се случуваат трагедии поврзани со пандемијата? Колку е важен театарот за овие услови? За духот на народот? Пред неколку дена имавме една ситуација кога еден од членовите на моето семејство имаше благо повишена температура. И целиот викенд по препорака на матичниот лекар моравме да го поминеме одвоени во различни соби и се до тестот за коронавирус. Ние бевме преплашени до смрт што тоа ќе се случува со семејството. Имаме дете, на кого ќе обиде тоа дете, дали си другите заразани и т.н. Тоа беа големи стравови, кои што ги преживеавме тие неколку дена. Така што отиваме среќа, коронатестот излезе негативен, тоа било блага покачена температура, не од корона, најверојатно претпоставувам докторите, малку повеќе шетавме на сонцето еден, но сеедно во тие моменти, такви моменти, сватив дека театарот е најмалку важен во не најмалку важен, но многу помалку важен во време на пандемијата. Ние, актери, односно сите театарски работници, секако дека не можеме во денот ако не помислиме на театар. И секако дека ќе си бараме начин за да најдеме како да профункционира тој наш театар, затоа што тоа е нашата секојдневие, тоа е нашата духовна храна. Но после ова случување сватив дека театарот може би бил најважен, но во време на пандемија не спее да биде повеќе најважен. Ова и на некој начин за окружувањето на овој наш разговор, со тоа што секогаш оставам простор со говорникот да додаде нешто доколку смета дека моите прашања не ги опфатија сите негови размислувања и ставови, така што ти оставам и тебе простор да се доискажеш или можеби да испратиме некоја порака до постпандемскиот актер, постпандемскиот театарски уметник или до генерациите кои што следат, кои што ќе се развиваат во постпандемијата. Што ви кажам, дека само со самодисциплина можеме побрзо да го надминеме овој период на пандемија и да гледаме да се заштитиме себе си, да ги заштитиме другите, да ги почитуваме мерки. Тоа е единственото што можеме да го правиме и затоа треба да го правиме и треба да сме строги кон себе си и кон другите. Во однос на самиот театар, да продолжуваме да трагаме по некакви нови форми, веќе, како што кажете, го отпочнаа тоа некои уметници и уверен сум дека ќе изнајдеме некој начин за да се бавиме со театар. Ако не театар, тоа може да биде видео, тоа може да биде серијал, тоа може да биде, не знам, некоја поинаква форма каде што ние креативно би можеме да се искажеме и испразниме некако. Ето тоа, да продолжиме сите да трагаме и верувам дека ќе најдеме начин. Благодарам многу, Роберт, што ја прифати поканата и што така исцрпно и во ни ги сподели своите доживувања. Се надевам дека ќе се навратиме на овие размислувања и дека сите идеи, впрочем, што ги сподели, ќе почнат да бидат еден начин инспирација за понатамошниот развој на театарот. Благодарам уште. Благодарам и тебе. Ти благодарам, Стајче.